Прашувам да се обрати човекот кој брутално беше исфрлен од собранието, бранејќи ја демократијата, законите и уставот на Македонија. Човекот кој е спремен до крај да се бори за подобра иднина на Прилеп. Нашиот храбар прилепчанец, пратеникот Горан Цугаревски. До вчера ни пуштаја гавази овде, странично, да видат колку не има. И нивните партиски мегафони секоја вечер. Има 100, има 200, може би до 500. Тај нека дојдат, а не да гледаат странично по некој дујќан каде што ги тераат да му отворат за да видат колку не има. Колку има прилепчани вечерва дојдени тука. Овие од режимот забораваат две работи. Едната е дека двете револуции почнале од Прилеп. Уште повеќе, забораваат дека третата револуција е почната, ама тие не сакаат да ја видат. Сакаат да изгледа ова сето лудило дека е нормално. Сакам да ви кажам една работа. Велат сме се плашели од избори. Вчера се виде кој се плаши од избори. Сакам да ви кажам три причини зошто и треба да се плашат. Првата е, ако ги погледнеме ланските предвремени парламентарни избори во Прилеп. 60% прилепчани гласаја против режимот на Груевски. Втората причина. Овие од режимот се догуша во криминал. Догуша. Плюс, пред 2 години се сеќавам на исти вакви протести пред собранието. Брутално ги тепаја тутунарите. Брутално на 24 декември тепаја се живо и диво што сретнаја. Прво сопствениот народ надвор. Потоа ги тепаја брутално новинарите, на крајот ги тепаја пратениците кои што со 370.000 гласови беа дојдени во избрани на ланските предвремени парламентарни избори. Што повеќе? Јас мислам дека треба да се плашат. Треба да се плашат затоа што казната ќе ги стигне. Ви ветувам, ќе одговараат, казната ќе ги стигне. Ги слушавме последниве 2 месеци зборуваат за некаков европски Прилеп. За кој европски Прилеп, господине Маријан Ристевски? За оној Прилеп кој што има над 40% невработени, бедни и сиромашни прилепчани. За тој европски Прилеп. За секоја втора фамилија која што не може да се прехрани. За тој европски Прилеп. За секој млад човек кој што си го бара чајрето надвор од Прилеп и од Република Македонија. За таков ли европски Прилеп зборуваме? Јас знам. Јас сум сигурен и убеден дека оваа битка ќе ја издржиме. Оваа борба мора да продолжи и ќе победиме. Ќе победиме за Прилеп. Ќе победиме за демократијата. Ќе победиме за Македонија. Да сте живи и здрави.